Свадбата на Тейлор Свифт и Тревис Келс почнува да добива свој облик, но двајцата не градат замок во Медисон Сквер Гарден спротивно на некои извештаи. Инсайдери за списанието People велат дека иако иконското место во Њу Јорк изгледа трансформирано, славната двојка за која се очекува наскоро да се венча не гради замок внатре. Не е замок, но изгледа многу посебно. Имаат трева, теписи и крошни и изгледа како место каде што би се венчале. Сцената е поставена, но се е посебно, изјавил изворот за People. Апсолутно не се гради замок, воопшто не, рекол тој. Друг извор рекол дека Медисон Сквер Гарден изгледал трансформиран откако персоналот работел цела ноќ за да подготви се за предстојниот настан. Никогаш не сум го видел да изгледа толку различно, вели изворот. Во понеделникот пред Медисон Сквер Гарден беа забележани неколку камиони со работници кои внесуваа опрема, трева и други декорации во објектот. Дури беа забележани и неколку црни кутии со опрема. На втората кутија, поголема и поширока од другите, беше напишано Disco Ball. Потоа во вторник на 30 јуни работници беа видени како го поставуваат црвениот тепих во Медисон Сквер Гарден, според видео објавено од Деуксмој. Скалите што водат до јужниот влез беа покриени со црвен кадифен тепих, додека персоналот продолжуваше да се подготвува за настанот. Тепихот подоцна беше отстранет, објави Page Six. Пејачот Петар Грашо денес живее со сопругата Хана Хулич и нивните две деца во луксузна семејна куќа во Сплит, чија вредност според медиумските проценки надминува над 2 милиони евра. Домот се наоѓа во мирен дел од градот, обкружен со голем двор и базен. Исто така Грашо претходно живеел таму со поранешната партнерка Даниела Мартиновиќ, со која беше во врска 24 години. По разделбата во 2021 година Грашо започна врска со Хана Хулич, а двојката се венча во 2022 година. Истата година ја добија ќерката Алба, а подоцна семејството се прошири и со синот Тони. Освен успешната музичка кариера, Грашо поседува и семејни бизниси кои според медиумските извештаи представуваат значаен извор на приходи. Македонскиот композитор, инструменталист и продуцент Николче Мицевски постигна нов меѓународен успех. Неговата авторска композиција Time е избрана за финалист во категоријата World Music на престижните Intercontinental Music Awards, надпревар што ги обединува музичките автори и изведувачи од целиот свет. Мицевски изјави дека е особено среќен што композицијата се најде меѓу најдобрите, нагласувајќи дека Time е универзална музика која во себе носи предпознатлив македонски дух и музички израз. Тој посочи дека Intercontinental Music Awards представуваат значајна можност музиката на авторите да допре до светската публика и да создава мостови меѓу различните култури. Воедно на сите финалисти им посака успех во завршницата. Пласманот во финалето представува уште едно важно меѓународно признание за македонската музика и потврдува дека домашните автори успешно се представуваат на светската сцена. Тамара Дудевска ја објавува Дива, третиот сингл од новиот визуелен албум Кукла жива. Станува збор за брза, динамична и летна песна која носи енергија, став и порака за слобода, самодоверба и женска сила. Дива, 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 без страв, без срам, без вина, е рефренот која носи главната порака на песната да бидеш своја, без компромиси и без извинување за тоа што си. Музиката и текстот се потпишани од Коста Петров и Тамара Тодевска, а продукцијата е на Емен Джијан. Спотот е во режија на Мартин Трајановски и е снимен во Такат Студиос како дел од визуелниот концепт на албумот Кукла жива, првиот визуелен албум создаден во Македонија.
Со Дива Тамара продолжува да го открива музичкиот свет на Кукла Жива, албум составен од 10 песни и 10 визуелни приказни кои постепено ја водат публиката кон концертната промоција на 3 октомври во арената Борис Трајковски. Сакав Дива да биде песна што ќе ја пуштиш гласно, ќе ја пееш и ќе се чувствуваш слободно. Да те потсети дека можеш да бидеш своја, без страв, без срам, без вина, посочува Тамара во својата лична изјава. Дива е достапна на официјалниот YouTube канал на Тамара Тодевска, како и на сите музички платформи. Под мотото "Библиотеката е во мода е да се чита", нашата модна дизајнерка Ивана Кнес ја одржа својата најнова модна ревија во Скопје. Станува збор за многу повеќе од модна ревија, туку мултимедијален настан кој отвора врата за една поинаква културна и модна сцена, спојна повеќе уметности во едно: мода, сликање, поезија, музика. За ревијата која во одушеви, Ивана изјави: "Благодарна сум на Анета Механџиска што ме покани да бидам дел од ваков настан каде споивме литература, мода, музика, фотографија и видео во едно. Презадоволна сум од самиот фидбек, публиката уживаше додека актерот Борче Начев читаше поезија, пееше заедно со Сања Тодоровиќ и внимателно ме следеше мене како сликам и моите модели кои чекорија низ библиотеката. Во иднина би сакала да бидам иницијатор на повеќе вакви настани каде во фокус ке е културата и забавата споени во едно", вели Ивана Кнес. Рекорден број на посетители го обележа овогодинешното издание на The Festival во Штип. Во текот на трите фестивалски дена повеќе од 40.000 гости поминаа низ 5 дебини и фестивалските зони, а градот остана без слободни сместувачки капацитети уште 10 дена пред почетокот на настанот. Фестивалот понуди повеќе од 80 концерти и богата придружна програма. Меѓу најголемите имиња беа DJ Премиер, Бајага и инструктори и други значајни светски звезди. Покрај музичката програма, посетителите уживаа во работилници, изложби, спортски активности и креативни содржини, додека фестивалскиот камп годинава прими рекордни над 700 кампери. Организаторите оценуваат дека ова е едно од најуспешните изданија досега, а веќе го најавија и следниот The Festival, кој ќе се одржи од 25 до 27 јуни 2027 година.